Здраво, другарчиња! Моето име е Ивана и ова е нашиот простор за вежбање, опуштање и учење нови работи. Сакам да ве прашам. Дали знаете што користиме ние за да видиме што се случува се околу нас? Да почувствуваме, да слушнеме, да видиме каде седиме. Нашите сетила ни служат сите пет и постојано работат заедно за да ни го опишат светот околу нас. Кои се тие сетила, ги знаете ли вие, другарчиња? Очите го гледаат светот и внесуваат во мозочето слики од се што се случува околу нас. А ушите ги слушаат сите звуци и ни кажуваат што е далеку, што е блиску. Носето ни мириса и ни кажува дали е спремен ручекот или може би нешто изгорело. А јазикот едва чека да вкуси тој сладок ручек што ни следува и преку него ги учиме сите вкусеви на овој свет. А целата кожа, драги другарчиња, што имаме, служи да почувствуваме допир, да знаеме дали сме на топло, дали сме на ладно, дали седиме на тврдо, дали седиме на меко. И сите тие 5 сетила, другарчиња, постојано му кажуваат на мозочето што се случува околу нас. Така знаеме ние каде треба да одиме, како да си го послушаме срцето. Но за тоа мора секогаш малку да се стишиме и да седнеме удобно со рачињата на коленца. И прво ќе ги истражиме очите. Разгледај наоколу што се влегува во твојата перцепција, другарче. Нели има нешто блиско што е и нешто подалеку? Сакам да го извежбаме нашето оче да биде здраво и силно, секогаш да ни покажува убави, светли, јасни слики. Затоа ќе ги ставиме палците пред нас. И ќе погледнеме во палците прво и потоа во екранот кај што ви зборам јас. Па погледнете зад екранот да видите нешто подалеку од тоа. Па погледнете повторно во екранот пред да се вратите на палците. Приметувате како фокусот ни се движи, другарчиња. Ајде повторно однесете го на палците, па на екранот каде што ви зборувам јас. И позади него што и да се случува. И за да го вратиме на екранот и да го вратиме на палците. И сега да ги извежбаме малку очите. Стои левиот палец цврсто, а на десно само со очињата и со рачето ќе одиме до десно. И ќе се вратиме на почеток. За налево да одиме само со очињата и да ги вратиме целите очиња на палците. Нели е интересно? Сега ќе ги земеме овие палчиња повторно, ќе ги движиме, ама во круг. Нацрта еден круг пред себе и без да мрдаш главата многу. Следи ги кајодот. Сега сврти го кругот во другата страна. И секогаш треба да ги вежбаме очите, за да бидат здрави и да не служат долго време. И сега ќе ги доближиме палците накај очињата, накај главчето, напред до некаде имаат фокус и ќе почнат да стануваат матни, пак погледни ги, стигни до врвот на носот. Пробај да ги видиш и да ги прекрстиш малку ќе треба. И ако почнат да болат, ќе затвориме очиња, ќе ги покриеме очињата. Вдиши тука. И издиши, нека се одморат очите од тие вежби. Но сега додека мижеме, да слушнеме што се околу нас има. Мораме многу да се стишиме. И таму некада го слушам фрижидерот дека е уклучен. И таму некаде надвор дечиња си играат. Ја слушам и мајка ми во кујна тропа. И некој во станот над нас чекори. Толку многу се случува околу нас, а не ни гледам. А се знам што се случува. И
сега ќе ги отворам дланките, да ги отворат очињата. И се што слушам, и се што гледам, ќе се спојат во мене. Тоа ми е многу возбудливо. А сега мирисам во кујна нешто се спрема, нешто вкусно. Но за да мирисаме убаво, мораме да бидеме здрави. Треба, ако сме настинати, цели сме затнати и не можеме да дишеме, не можеме ништо да помирисаме, ниту да вкусиме. Да провериме дали носињата ни се здрави, другарчиња. Повторно ставете дланки на коленца и ќе почнеме силно да дишеме низ носот. И вдиши и издиши. Ако имало мрсоли, можда треба да ги избришеме. Ама, ако сме здрави, да провериме како тече низ нашето носе воздухот. Затни го десното и вдиши на лево. Издиши на левото. Добро ми е. Ајде другото да го провериме. Издиши. Сега вдишуваме на лево. Па на другото да издишаме. Ке вдишаме на ова исто. Па на другото ке издишаме. На двете. И на уста ке издишаме. Некогаш ако ни е затното носото, може би треба да ги направиме устните како да свиркаме и ке вдишаме. И на нос ке пробаме да издишаме. Може би нема да можеме ако сме затнати цели и ке вдишаме. И така, нашиот систем, нашето носе ќе почне полека да се ослободува и ќе се напиеме некое чајче. Мирисот што го чувствуваме секогаш околу нас ги информира тој што е вкусот што јазикот го добива. Така знам дека овој портокал има еден киселкаст и благ вкус во него што ми е омилен. Така знам дека мама што го прави ручекот ќе ми биде многу вкусен. Притиснете го јазикот на горната вилица и почнете да правите ла 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 ла. Другарчиња, ај пробајте да не го притиснете горе јазикот и да кажете ла. Не доаѓа. Малку е смешно, малку интересно, но затоа јазикот служи тука да зборуваме, да говориме, да се изразиме, не само да вкусиме. Ја джвакаме храната со нашите запчиња, јазикот помага. Сега ќе затвориме устата и ќе почнеме внатре да го мрдаме јазикот на сите страни. Така го вежбаме јазикот. Нема да го исплазуваме, затоа што тоа не е вежба, тоа е само непристојно. А нашите рачиња, први, да ги допреме едни со други, па да видиме, да ги протриеме. Што чувствуваме, другарчиња? Ова е допир, нашите дланки се топли, може би се ладни и треба да ги загрееме. Почувствувате земјата под вас и кажете ми, дали е топла или ладна? Дали сте случајно вие на плажа некој, на песок? Ако сте на песок, босите ноѓиња обавезно протрите ги и почувствувајте го секое зрно песок. Најдете го целиот допир, ова облека што не допира. Израдувајте се, затоа што се можеме да почувствуваме. И сите овие заедно сетила кога ќе се спојат. Ние го гледаме светот околу нас. Затоа, другарчиња, сакам да си земете една овошка, која е да ја имате околу вас. За ужинка ќе ви биде после. Но прво, ние ќе ставиме во дланки и ќе ги затвориме очињата. И сакам со рачињата да ја допреме оваа овошка, да ја почувствуваме цела, да видиме каква е кожата, дали е исчистена, дали може би треба со водичка да исчистиме или веќе е водена ако сме исчистиле. Знаеме како вкус има затоа што сме ја јаделе претходно. И знаеме дека ќе е вкусна кога ќе ја мириснеме, затоа длабоко. Мирисни. Испушти. Остани со овој мирис малку.
Нека ти каже колко е убава оваа форма, од кое дрво дошла, кое сонце ја греело, за вака вкусна да порасне. И чукни да слушнеш. Дали е свежа? И кога ќе ги отвориме очињата, сакам да ја видиме таа кожа, што уште со допирот веќе сме знаеле дека има мал релјеф на неа. И оваа боја што ја гледаме, ни кажува дека ова е нешто здраво и вкусно, пораснало на дрво. Така, другарчиња, ќе си отвориме после нашата овошка и ќе си изедеме сите заедно. А овој свет што го гледаме, сите наши сетила, постојано не учат и ни кажуваат каде се наоѓа, каде ние се наоѓаме. И затоа за крај ќе ви дадам еден предизвик, една задача. Ќе станеме сите горе и ќе ги затвориме очињата. Дланките стави ги на колкови и сврти неколку кругови на една страна, па потоа на друга страна. Ама пази. И примети сега. Застани, стој. Дали знаеш во која насока си свртено, другарче? Дали можеш да се свртиш сам повторно напред? Ја отвори ги сега очињата и види. Скоро сум напред. Малку сум се изместила. Ама така, сите сетила мои учествуваа за јас да отидам во таа насока, за да можам да појдам понатаму во кујната. Таму ме чека ручекот, нешто многу вкусно. И потоа ужинката. Се надевам научивте многу за сетилата, другарчиња. Се надевам убаво ги почувствувавте во телото, да знаете дека ќе ви служат и треба секогаш да ги вежбаме да бидеме здрави. И секогаш да ќе ни кажуваат каков е светот околу нас и ние да му се радуваме. Јас ви се радувам вас. Чао, другарчиња!